Добро јутро, добри луѓе, точно е 6 часот и 25 минути, среда, 26 јули. Пред точно 60 години, 1 час и 8 минути во Скопје се случи катастрофалниот земјотрес. Новите генерации може само да замислат што се случувало овие мигови пред 60 години во Скопје. Повозрасните генерации тоа го доживеале, знаат и паметат. А за жал 1070, наши сограѓани не немале таа среќа да го преживеат овој земјотрес. Денес на некој начин во нашата емисија ќе си имаме вистински времеплов преку вашите јавувања. Ќе се вратиме наназад 60 години, ќе се навратиме наназад на овој ден, но и на животот во Скопје пред земјотресот, како и на оној период на изградбата по земјотресот. На оваа тема ќе разговараме и со нашиот гостин Михаил Гаревски, познатиот сеизмолог. Ќе разговараме на оваа тема, но и на прашањето колку се денешните градби издржливи, односно колку можеме мирно да спиеме во тој поглед. А ќе го запознаете и Солидарко Георгиевски. Нашиот гостин Солидарко Георгиевски се вика Солидарко затоа што е роден точно една година по земјотресот и не само што е роден на 26 јули, туку е роден токму во 5 часот и 17 минути наутро, односно во истиот момент со скопскиот земјотрес. Така што, како што гледате, целата емисија всушност ќе ја посветиме на овој настан, кој што се случи точно пред 60 години. Да видиме само прво какво време не очекува денес. Единствено утешително тогаш било што сигурно не било олку топло како што е тоа ова лето. Времето денес сончево и многу топло со мала до умерена локална облачност. Ке дува засилен ветер од југозападен правец. На повеќе места со брзина над 60 км на час. Кон крајот на денот, поради спуштање на постудена воздушна маса, од север ќе започне да дува засилен, повремено силен ветер од северен правец и ќе има услови за изолирана појава на нестабилност. Во Скопје сончево е многу топло, со мала облачност и со умерен повремено засилен ветер од југозападен правец. Значи истото. Сега да ги погледнеме температурите. Минималните ќе се движат од 15 до 23 степени, а максималните од 27 до 42 степени. Да, денес ќе е неиздржливо, за разлика од утре, кога се очекува големо заладување и тоа велат од дури 10 степени. Бидејќи рековме дека целата емисија денес ќе ја посветиме на скопскиот земјотрес, од настани би ги одвоила оние кои што се исто така посветени на овој земјотрес. Знаете дека вчера почна одбележувањето, дводневно одбележување со концерт во Ибни паркот, каде што се пееа стари македонски евергрин песни, а денес се продолжува. Да видиме што ќе се случува, односно кои се настаните кои што се организирани за денес. Ќе имаме од 10 часот утринава до 13 часот и од 15 до 17 часот во Музеот на современа уметност ќе има дигитална изложба на Државниот архив насловена Подемот и падот на Скопје. Во 20 часот денес ќе имаме визуелни проекции во Македонска пошта, во Телеком, на Кале, Кула 1 и Кула 2 во Карпош, а освен тоа ќе има во Кинотеката на Македонија ќе имаме видео проекции од 18 и од 20 часот. Исто така видео проекции ќе има од 20 часот со преку видео од зид на плоштадот Македонија. Што значи горе-долу цел ден ќе имаме видео проекции, се тоа фотографии, видеа поврзани со земјотресот и со периодот по земјотресот за време на изградбата. 6 часот и 30 минути, време за првите утрински вести на Алфа телевизија. 7 часот и 5 минути, време веќе за нашата прва и единствена денешна тема. Тоа е 60 години од големиот катастрофалниот скопски земјотрес. Преку вашите јавувања ќе се навратиме наназад во времето на овој ден, на животот во Скопје пред земјотресот, како и на оној период на изградбата по земјотресот. Со вашите јавувања одиме веднаш по прилогот.
Скопје денеска одбележува 60 години од земјотресот кој го разори градот. Во земјотресот животот го загубија 1070 лица, а околу 3000 лица беа повредени. На 26 јули 1963 година Скопје се разбуди под урнатини. Во катастрофалниот земјотрес кој го погоди градот во 5 часот и 17 минути, животот го загубија 1070 лица, а околу 3000 беа повредени. Беа урнати 15.800 станови, а оштетени околу 28.000. Над 200.000 луѓе останаа без покрив над главата. Меѓународниот Црвен крст упати апел до сите национални организации да организираат исхрана за скопските деца. Интерпарламентарната унија упати препорака до сите парламенти и влади да помогнат во обнова на градот. Хуманитарните организации во многу земји пристапија кон собирање помош за Скопје. Скопје стана град на меѓународна солидарност. Првата помош за граѓаните на Скопје дошла од војската и граѓаните на тогашните југословенски републики. А неколку дена по земјотресот започнала да пристигнува помош и спасувачки екипи буквално од целиот свет. Точно 87 нации од светот испратиле некаква помош во Скопје кои помогнале градот да се изгради повторно, поради што го носи и епитетот град на солидарноста. За прв пат во периодот на студената војна меѓу капиталистичкиот запад и комунистичкиот исток, американски и советски војни сили заеднички им помагале на скопјаните. Неколку месеци порано во Скопје настанала поплава од катастрофални размери, која што уништила многу материјални добра, иако во самиот град поминала без човечки жртви. Бујцата на реката Вардар ги срушила куќите на неколку стотици скопјани. Овој настан се смета за предвесник што хипотетички придонел за скопскиот земјотрес. Непосредно по земјотресот председателот на Социјалистичка федеративна република Југославија Јосип Броз Тито изјавил: Скопје доживеа невидена катастрофа, но Скопје повторно ќе го изградиме. Тоа ќе стане гордост и символ на братството и единството, на југословенската и светската солидарност. Овие зборови и букви биле изработени од стиропори закачени на старата железничка станица како меморијал за солидарноста во изградба на земјотресно Скопје. Пораката била отстранета во 2000 година од страна на тогашниот директор на музеот, со објаснување дека буквите ќе се заменат со нови, а зидот ќе се реконструира. Наскоро градот почнал да се гради по урнак по проектите на Кензо Танге и Јадлов Циборовски. Старата железничка станица денес е музеј на град Скопје и представува символ на земјотресот. Часовникот на станицата е за секогаш сопрен на фаталните 5 часот и 17 минути изутрина. Една од првите мерки на градските власти било организираното евакуирање на скопските деца низ Македонија и низ Социјалистичка федеративна република Југославија. За да биде евакуирањето поорганизирано, било формирано оделение за народна одбрана при градското собрание сместено на игралиштето на фудбалскиот клуб Работнички, а со евакуација биле опфатени неактивните жители, жени, стари и изнемоштени инвалиди и сите деца до 15 годишна возраст. Вкупно 105.000 лица биле евакуирани по земјотресот, од кои околу 30.000 биле деца. Дел од евакуираните заминале кај своји роднини и пријатели во внатрешноста на Македонија, а дел биле распоредени во другите југословенски републики. Така во деновите по земјотресот Скопје станал град без деца. По повод одбележувањето на 60 години од скопскиот земјотресот во Музеот на современата уметност ќе биде отворена дигитална изложба на Државниот архив Подемот и падот на Скопје преку фотообјективот на Киро Ѓорѓиевски вработен во градското собрание во 1950-тите години. Изложбата ќе може да се посети од 10 до 13 часот и од 15 до 17 часот. Видеоматеријалот содржи над 300 фотографии и документи за денот на земјотресот и за сите случувања до крајот на годината, доаѓањето на армијата, обновата на градот со донации од југословенските републики и од целиот свет, деновите на солидарноста и сите официјални посети на државни представници. Кон одбележувањето на 60 годишнината ќе се приклучи кинотеката каде што од 18 часот ќе биде прикажан избор од кратки филмски журнали на филмски новости по повод земјотресот во Скопје. А од 20 часот и премиерна проекција на дигитализираниот филм Мементо на Димитрија Османли.
Во рамки на програмата Скопје во 5:17, во 20 часот во шалтер салата на пошта и на зградата на телекомуникацијскиот центар креативниот тим на Скопје Light Art District ќе изведе аудиовизуелни инсталации со ласерска проекција и 3D мапирање како илустративен приказ на земјотресот и на обновата. Истовремено, на локации на Скопското кале и на високите кули во Карпош 1 и 2 ќе има визуелна проекција со 3D мапирање. Во музеот на град Скопје, кој е еден од највпечатливите потсетници за скопскиот земјотрес, ќе се одржи мултимедијалниот настан на терапија Зборувај за Скопје, кој содржи ликовни изложби, проекции на филмови, визуелна уметност и музичка програма, клубска музика, настан за урбаното и модерното Скопје. Изложбата ќе биде отворена на 26, 27 и 28 јули. Да, емотивни снимки и слики, сигурно многу поемотивни за оние кои што го доживеале и преживеале самиот земјотрес. Како го паметите вие овој ден, каков бил животот во Скопје пред земјотресот и дали на вистина Скопје стана гордост? Добро утро за првиот гледач ова утро. Повелете, програма сте. Ало, добро утро, секој утро Искра. Секој утро, добро утро, Слободанка. Поздрав многу до тебе и до Алфа телевизија и до сите гледачи. Да ти кажам најискрено, сега кога ги покажуваа снимките, ова ми навреа спомени. Ама јас тогаш бев 8 години. Па мала сум била, како добро, да кажам. Добро, се памети сигурно, да, така? Не сум била толку мала, него сакам да кажам пак одавно било, ама памтам дека многу лоши моменти беа тоа, многу лошо осеќавање, затоа што ние не бевме во Скопје, него бевме у село кај баба ми. И кога татко ми војно лице беше, и замисли, молим те, тоа мало село, а скоро сите се роднини од прилика и тогаш немаше нели компјутери, немаше ништо и на радио кажуваат кој тие умрените ги кажуваат и овие сите седат до радиото слушаат и наеднаш ни селото се слуша дека татко ми починал. Ти знаеш како беше тој стрес, Искра, за детенце од 8 години. Се сеќам дека значи ние го осетивме таму земјотресот, го осетивме, значи на баба ми куќата се нишаше, нели? Падна некоја тамо малтерце, ама не го доживав тоа така страшно. Ама по-страшно беше кога ми кажаа дека татко ми починал, свеќаш. И тоа беше најстрашното нешто. Тоа си имало некој друг Момировски љубо, некој него татко. Тоа сакав да прашам дали бил, некој друг така. И тогаш ти оствари некој што ти е идол, татко ми беше идол за мене и наеднаш некој таков ти заминува, за дете од 8 години беше страшно. Така да после тоа татко ми директно не однесе во Урошевац таму да учиме прво полугодие, за да не ги гледаме тие стравотни работи. Ние само поминавме низ Скопје, тоа што го видов уште ми е во глава дека се беше разрушено, дека беше страшно, ама можеби како мало дете не сум го до толку многу доживеала тоа, повеќе ова го другото што го кажувам. И после второ полугодие кога дојдовме, веќе видовме урнатини, значи ништо не беше, ама беше поентата што сите ни помогнаа. Значи работата беше што имаше шатори Искра сегде ставено и ние тука појадувавме тука во наше мало, имаше шатори од Америка, да мисли тогаш јадевме кашкавал што ние го немавме пробано во живот. Значи сакам да ти кажам, тие сите солидарни, сите ни помагаа, значи тоа беше нешто незамисливо. Слободанка, а вашето живеалиште беше, не знам дали било стан или куќа, било разрушено? Тука на Рузвелтова живеевме ние исто, исто близко живеев, кај што живеам сега, ти не знаеш кај живеам, него тука сум, у комшија сум, значи тука истиот стан беше војни стан, не бил татко ми, само што излегол на работа да оди у 5 сат, да фати војни автобус, нели, и тогаш баш фатил земјотресот, имало така, се санирала зградата, значи не била урната, него се санирала и сме чекале, значи затоа татко ми не однал таму, немало кај, и после имало нели земјотреси, него сакам да кажам Искра, колку сме биле тогаш
тогаш луѓе. Дури татко ми имаше подрум голем така и на тие што биле немале кај да седат им рекол еве подрумот мој, земете го тука поседете си зашто и подрум малце па како посигурно. Сега не дај Боже некој да ти даде бе лепче нема да ти даде, па ќе ти даде подрум на располагање. Многу лошото не влезе. Не се опаметивме искра. Тоа сум многу разочарана. Лошото во луѓето влезе. Ајде поздрав многу и убав ден, нека ни е на помош денеска Свети Аранđел, па белки ќе се опаметиме, не знам што да кажам веќе. Ви благодарам, Слободанка, на јавувањето. Малку месецнавте, морам да кажам, за во врска со вашиот татко, но после ни дообјаснивте. Добро утро за следниот гледач, повелете програма сте. Добро утро, секој утро искра. Добро утро. Се погоди темава што ја обожавам. Значи, ќе почнам со мојата девиза. Ќе плаче овој заспан македонски народ, по Тито и по Југославија еден ден кој ќе се разбуди во туѓа држава без никакви права, етнички геноцид и тешка сиромаштија. Како ќе го поврзам тоа со Југославија? Значи, Тито, кој што плукаат 80% овие над 60 години, кај ќе им оди душата и по Југославија, да ги подсетам, не само Асном што даде независност првпат на Македонија Тито, туку потоа нели Гоце Делчев Коските од Софија преку Ѓорги Димитров, најголемата негова заслуга е за Скопје. Катастрофалниот земјотрес на Скопје, јас ќе правам по повод 60 години од земјотресот и ќе бидете поканети сите од Алфа телевизија. 100 години носталгија за Скопје во 2000 фотографии. И токму во таа носталгија го враќам времето назад, низ музика и фотографии, не само од земјотресот, поплавата, ноќниот живот и така натака, неам многу време да објаснувам. Значи, поентата ми е дека во 5 фотографии во 5 слики, по 20 фотографии на слика урамени, го представувам земјотресот на Скопје. Најпрво Тито доаѓа во Скопје сам, потоа го носи овој, како се викаше, Хрушчов, рускиот председател, и токму Тито е најзаслужниот како врвен светски лидер, не надмашен на сите времења. Знаеме на погребот му дојдоа председатели што никогаш на никој погреб нема да ги видат и да ги видиме. Го донесе цел свет тука да го изградат Скопје. Значи прв пат, како што рекоа, америчка и руска војска после војната заедно дека помагаа. Цели населби се изградија, да ги подсетам овие патриотиве. Румунска болница, Тафталиџе, Карпуш, руски изгради, румунски изгради и така натака. За без пари добиваа бараки, фински, не знам какви, без пари станови, без пари бараки, кои што сега ги изградија куќи и коштаат 100.000 евра. А овие квази патриотиве плукаат по тоа време и по Тито. Значи, сакам да кажам, големата катастрофа го донесе цел свет, Југословенската народна армија го градеше Скопје, сите републики дојдоа овдека да го градат Скопје, децата одеа низ цела Југославија додека се расчисти градот, помагаше целиот свет на сите можни начини и финансиски секако. Универзалната сала што сакаше Силегов да ја руши за да прави бизнис, беше изградена од многу, да кажеме, земји. И да не должам повеќе, сакам да кажам дека тоа незаборавно време на Југославија, каде што солидарно сите помагаа, никогаш нема да се врати, туку овие наши политичари за ситни лични интереси ќе го продаат и Скопје и Македонија. Ви благодарам на јавувањето, да, и покрај оваа катастрофа што се случи, сите раскажуваат дека тој период на вистина бил посебен после земјотресот, ентузијазам, солидарност, си помагале луѓето. Добро утро за следниот гледач, поведете програма сте. Здравствуйте. Добро утро.
нека е за спомен на градот Скопје, кој што испиша тој ден многу тешки судбини, од кои што морам да признам нашата фамилија беше поштедена. И благодарам на мојот татко кој што беше во одборот за доделување на бараки, шатори, опрема за сите во Скопје. Меѓутоа за нас не зедовме ни влакно. Значи имаше точно голема солидарност од цел свет. Со крстот начело, така се викаат тие луѓе, да, така? Но мојот татко беше скоевец и имаше идеали дека сите треба да живеат добро и од тие идеали можда дојдовме до оваа состојба секогаш да спиеме спокојно. Така не воспита, има и тие комунисти имаат 10 правила што се и во верата. Така да не сме нешто далеко од вистината на животот, да се биде чесен, искрен, поштен и не знам како беа се. Тоа се домашни воспитувања. Меѓутоа, многу ми смета на господинот пред мене што стално Југославија, Тито. Тој беше еден голем човек кој што знаеше да игра со сите страни. На кој принцип му беше политиката, не знам. Во тоа време сум била мала. Меѓутоа, дочекав едно време кога ништо не добивме од Скопје, ништо не добивме од социјализмот и ништо не добивме од капитализмот без нашите две раци. Значи, меѓу тие што добија бакшижи и без ништо стана богаташи, имаше луѓе со други идеали. Материјалното им беше побитно и сега уште го грискаат тоа. Во тоа се сложува. И нешто го грискаат, него и не уништуваат. Со своите заблуди дека треба да бидат мегаломани, да станат со јахти, со авиони. Ја го викам тоа опинок, вип опинок, затоа што веројатно имам право, затоа што стварно од една земјоделска држава дојдовме до едно ниво. И после земјотресот дефинитивно Скопје се промени. Се промени менталитетот на луѓето во овие 2-30 години наредни што беа после 63-та и народот не е ист. Денеска апсолутно не зборуваме за скопски менталитет. Тогаш се познававме и сега се познаваме кој е од тука роден, не за тоа што ги делам тие што не се родени во Скопје, меѓутоа ние не научивме да ги копираме добрите работи. Тоа е лошото. Со оваа трансформација во капитализмот променивме многу од менталитетот и не се препознава тој скопски дух во кој што секој за секого беше на располагање, секој секому му помагаше, не само заради земјотресот, него и во правење на војнички прослави, или тогаш се одеше на некои банкети, па свадби, па ова. Се беше поскромно, но се беше побогато духовно. Да, многу мина го делат Скопје на Скопје пред земјотресот и Скопје по земјотресот, но очигледно и луѓето треба да се делат така на едно однесување пред земјотресот, друго по. Да, и не треба да се делат луѓето дали се од Скопје или не се од Скопје, туку на луѓе кои што го сакаат Скопје и оние кои што ништо не им значи и не го сакаат. Добро утро за следниот гледач. Поверете во програма сте. Ало, добро утро, љубав ден, Искра. Добро ви утро. Голем поздрав први до тебе. Би сакала стварно лично да се видам со оваа личност, волку убава, и ме радува што баш за вакви теми си ти тука ставена, да се разберем. Ти си едно, реков, повторувам, ти си едно суштество кое што не може човек да замисли. Ти си толку сладка, пријатна и колку човек Не сум толку, верувајте. Немој така, па зато сакам приватно да ве видам. Ама види како викам, сакам приватно да ве видам. Да видам дали е таа Искра, она правата, или е друга личност. Сега, да кажам за Скопје. Ова госпожава пред мене, не ја коментирам, но сакам да кажам, што не појди во парламентот? Многу убаво кажам, нека му каже на сите таму,
Общо за сите теми. Та е толку, значи, стручна, толку убаво кажува, стварно, наискрено кажува. Па нека поди во парламенту, нека му речи на ова со чизмичкиве што не го облекло, земи ме и мене да ти докажам што, како и што било и како било. Не можам да коментирам за Скопје, зашто јас сум од Прилеп. Знаеш, онај Прилеп таму, ако си го слушнала од вас. Убав си е Прилеп, убав си е. Да, од таму сум и така да не знам ништо друго да... За мене е петка. Па нарочито Маркови кули, па нарочито треска што го прасу години, аби што да ти кажам. Но сепак ми е убав мој град. За Скопје немам коментари што да кажам, сум задоволна од ова што гледам. А од скопјаните што живе Мешички влезе, Грбечки искочи, тоа е веќе друга тема, сине. Така, подалеку. А ти ударам у грудите, јас скопјанец сум. Оф, мајко моја. Да, скопјанец, ама ти си вика од Прилеп, ти си селјанка. Оф, мајко моја мила. Со скопјанец имам работа и затоа ти кажам. Многу се цена, но меѓутоа за ништо не се вредни и способни. Останале во Супчина да живе, видете го мало, дојдете на ден. Прочитајте го еве со овие активе што ги води нашава сакана градоначалничка, па да видите што е како е. Толку имам да ти кажам. Има многу, но не сум запозната толку со Скопје. Ке се слушаме тогаш на некоја друга тема. Ви благодарам многу на јавувањето. Одиме со следниот гледач. Како го паметите овој ден? Добро утро, повелете во програма сте. Поздрав од цело Нежилово. Поздрав до телевизија Алфа, поздрав до водителката и до сите гледачи на ваша и наша телевизија. Видите што е, јас да ви кажам право го паметам овој ден без у планина. На 5 километра ваздушот качи Столнска глава. Верујте ми, кога се затресе земјата, ја мислам дека Столнска глава веќе паѓа, почна се валкаат камења, да рочи, абе тоа беше језиво, готово реков, се гине ова готово ќе. Такво нешто, значи јас сум 72 години, 4, верујте ми, такво нешто немам преживеано. И само се ватив за едно дрво, така и седам и доека тресеше. А бев недека и висински, недека 150 метра до Бабуна. Тоа е, викам, цялото идолне се сруши у Бабуна, одим и тоа казава. Тоа беше језиво. А да ви кажам право, Скопје, кога се вратив после у село, кога немаш телевизија, радијата го пуштам, онака жална музика и кажува Скопје разрушено. Ништо друго, само жална музика и Скопје разрушено, загина толку луѓе, кажуваат, но да ви кажам право, благодарност да му се оддаде, ако викаме тоа, Јосиф Брз Тито, другар, беше стварно, цел свет го собра и Скопје го изгради, верујте ми, дека Скопје не се препознаваше после земјотресот. Толку би имал да кажам јас. Поубаво или понеубаво? Не, поубаво, како не, према што беше тоа, ја бе 3-14 години и пред тоа има појдено у Скопје, ali после тоа Скопје стварно беше стварно направено. Кога бевте прв пат во Скопје по земјотресот? После колку време отидовте? После година и нешто. 2, така појдов. И она што беше напред Скопје беше напред, што беше, не беше, верујте ме, стварно се изгради и овие бараки, ме разбираш, на сите им се дадо кој Исокапај, сите Дачево, Чинџелич, 11 октомври, сите бараки тога се правени. Да. И многу од нив до ден денес постојат, иако се бараки, да. Ден денеска луѓе живеат, ево, Драчево не се сите бараки зменети. Ден денеска луѓе живеат од тие бараки, некој ги изгледал, некој продал и така. Бидете ми поздравени, фала стапено време пријатно. Ви благодарам и јас вам на јавувањето. Знаете дека 7 часот и 30 минути време е за најновите утрински вести на Алфа телевизија.
И вообичаено по овие вести се поврзуваме со АМСМ за да ги добиеме најновите информации за состојбата на патиштата за сите оние кои сакаат или пак мораат да отпатуваат некаде. Добро утро, Христијан. Добро утро, ви благодарам. Повелете. Сообраќајот на сите државни патишта се одвива непречено по суви коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е зголемен, додека на граничните премини на македонска страна се бележи зголемена фреквенција на возила на премините Богородица и Табановци, каде времето на задржување за излез од државата е околу 40 на минути. Граничните премини немаат поголеми задржувања за влез и излез од државата. Подсетување до оние кои патуваат поради изведување на градежните работи на магистралниот пат А3, односно на патниот правец Подмолје Охрид, сообраќајот ќе биде пренасочен преку регионалниот пат 51208. Како и секогаш, ние препорачуваме внимателно возење, прилагодена брзина на движење и почитување на поставениот патна и сообраќајна сигнализација. Внимателно на патните правци, каде веќе подолг временски период се изведуваат работи на патот, а исто така и на оние делници кои минуваат низ клисурите и засетите, каде има можност од појава на помали одрон. Ова посебно се однесува за делниците Катланово Велес, Маврово Дебар Струга, Виница Берово и Кочани Делчо. Утринава накратко тоа беше се од инфоцентарот на АМСМ. За вакви или слични информации, вашите гледачи или слушатели може да не добијат на телефонскиот број 1 55 55 или доколку имаат потреба од помош на пат на 196. Но сите оние кои патуваат им посакување среќен пат, а вам пријатен работен ден. Ви благодарам многу, Христијан, на овие информации. Ние сега продолжуваме со нашата денешна тема 60 години од Скопскиот земјотрес. Зборуваме не само за овој ден, туку и за животот во Скопје пред земјотресот, како и за изградбата по земјотресот. Добро утро за следниот гледач, поверите во програма сте. Добро утро. Добро утро. Добро ви утро. Поздрав од убавата Црница. Поздрав и до вас. Чичко Митко и Јанко Фатарова. Мила Мичичка Митко ве познав, да. За Скопје земјотресот 60 години не беше само Скопје ужалостено, беше цела Македонија. Да. Тоа го тврда со сигурност. Кога стана земјотресот, тој човек, малку, тој посетил и сите излезехме на центарот вред, тогава беше центарот во Црница, не сега. Беше на собранието, мислам, на општинска зграда. И народ там се збираше. И коментари разни, па се јави, први се научихме по именно приредбата телеграфска агенција. Радио Старец, кај така. То морзо азбука, сега на тоа. И хлеб. Имаше, дома се има такви радиостаници и така кој ше разбира. Цело време на радиото свиреше Абра Македонче. На језиво, а музиката ги слуша. Те жално. И сите коментират и тоа е една слика виде колку народот цела Македонија се многу сакава, значи, цела Македонија. Се збира. Не може да збират. Младинци. Па за крв да дават цели камиони. За Скопје да не се дава крв. Па за крва. Па ода луѓе некои производители дали председателски особо послугите. Дали некој после дава да дава помош. Право одат тај шеф собот за јагне на кот возното после и право левајте унатр кишна активните проба, заедена храна, конзерви, артикли, јенски. Значи, толку е бил народот се сакал, за да биде таа дисциплина, имало е љубов према народот. Према службите, према обични граѓани. Значи, сите се биде едно. А некој сега, како кажа таа една
госпожа, не сакат еден со еден другите. Тога и луѓето, значи, сите се сакале. За некакво сите родини во Скопје. Да, сочувство, емпатија е она што денес не недостасува. Да, убаво, подсетите се Тишко Митко, дека цела Македонија била ожалостена и во шок, не само скопјани. А на вистина сега новите генерации веројатно не може да сватат оние особено родени во време на компјутерите, да се нема едноставно информација, па да се чека некој радио, да се слушне некоја вест, а да не се види слика едноставно. Сега се овие клипчиња, видеа се веднаш на дофатна рака. Добро утро за следниот гледач, повелете о програма сте. Добро утро. Добро утро. Јас реков дека не се јавувам цел месец, ама ме едитираше една жена, после тој човек што зборува најмногу за Тито, што најмногу го обожавам и го поздравувам и викам да му дај Господ здравје. Како можеше така да зборува против дека зборува за Југославија и за Тито. Па Југославија, израстевме во Југославија. Сега да кажам за земјотресот. Утрото кога се случи земјотресот, јас бев на нива. Беревме тутун. Таму има браздите се тесни, вака кај што се оди, тие кои што се дела на парчина, да речеме нивата, и оде по бразда, и едно време, некако, ја имав тоаш 10 години, некако ми се сплетка нозеве, девам детаму и паднав во тутуно. Така да, после тоа, одма почна да се зборува, говори Радио Скопје. Говори Радио Скопје. Така да, возот, првиот воз што тргна одовде од нашиот град, од Битола, па кај нас, полн беше со луѓе да ода да помага. Браво. Јас како дете тргнав да одам и појдов до возо и си рекол, ја не знам кај ќе одам сега, може ќе загинам. Ошо бев мал, сам бев и не појдов. Со возот, кој замина возот да помага од Битола и од Прилеп и натаму и Велес и било како. Преполн беше возо, преполн и во ходниците и во онаквото, како се вика, заборев тие. Не е битно. Така да, сакам да кажам многу пати, зошто таа не е родена во Југославија, што го кудеше човеко, зошто? Најубо кажува, јас сум носталгичен за Југославија претерано. Чак што сакам да заминам одовде, некаде таму нагоре, да живеем, че мислам дека сум во Југославија. Така да, не можам поише што да кажувам и сакам само да ја искритикувам, да пази што зборува. Добро, да не се критикуваме, еве барем денес секој има различни спомени и различно го памети тој период и тој дел од нашето живење, така што не можеме никого да обвиниме. Скопскиот земјотрес е нашата денешна тема која се случи точно на денешен ден пред 60 години. Добро утро за следниот гледач, повелете во програма сте. Ало, се слушаме? Се слушаме, да. Видите вака, јас бев мала, живеев на Газибаба и кога стана тој земјотрес, стварно беше све бело. Кој се видеше од Газибаба доле, се беше бело. Стварно сам на секој една секунда имаше нон-стоп земјотреси и многу народ страдаше, плачеше, имаше многу викотници, но голем дел од населението беше лоцирано и во Газибаба. Имаше шатори, тие работи, тамо бевме сместени, додека се чистеше градот. Но највише што ме остана во сеќавање, тоа е стварно мртвите, нормално тие што загинаа, но една особа што треба вечето да ја спомнува, тоа е Есма Реджепова. Есма Реджепова тоаш беше мала, али пееше. Ги забавуваше луѓето. Ги анимираше, значи, да, браво. Да, пееше Есма Реджепова на Газибаба. И во тие денови и во тие моменти, јас се сеќам на нејзе и сметам дека таа личност треба да остане во сеќавање на нашиот град, како
хуманистка која стварно многу даде за Скопје, но не знам некако како да не и даваме доволно почест према нејзе. За жал, да. Многу даде, па нарочито и што се однесува до универзалната сала. Стварно е штета колку имаше дадено концепција, уште не е изградена, реновирана и мислам дека би треба универзалната сала да го носи нејзиното име. Ради тоа што стои една личност што стварно даде многу за Скопје. Ви благодарам, многу пријатно. И јас вам ви благодарам на јавувањето. Да, еве, ако тие што треба да се сетат на неа не го прават тоа, барем има некој кој што ќе го направи тоа. Ви благодарам на јавувањето и повторно кажам, ми е жал секогаш кога ќе растажиме и растревожиме некого, не ни беше тоа поентата. Добро утро за следниот гледач, повелете. Добро утро, Македонија. Добро утро, Тале. Бог напомош по молитвите на денес и Свети Архангел Гаврил. Јас се радувам дека сум православен христијанин. Честит имиња на оние кои се викаат Гаврил, Гаврила. Се има некое запањачко име наместо Гаврила, дали Гаврил по македонски. Некои се викаат Габриела. Ајде, не е проблем. И нив нека му се честити вечни имињата по македонски. Гаврила, еве од сега некој кој сака да именува дете, значи, по Свети Архангел Гаврил, треба да ви Гаврила или Гаврил, а не Габриела. Оти Гаврил е верзирали од латински јазик, поточно од западен стил. И сега, што да кажеме, кој е Свети Архангел Гаврил, благовестникот, дај Боже многу мајки, многу жени, кои се уште не вкусиле да бидат мајки, дај Боже да добијат блага вест и да станат мајки наскоро, како што мајката Божија добила блага вест од Свети Архангел Гаврил и стана на мајка. Сега би кажал и друго христијански, јас сум православен, не сум Титов поданик. Јас би кажал, значи, христијански, Бог да ги прости сите загинати во Скопскиот земјотрес и Бог да им подари вечен живот. Сигурно Бог им подарил вечен живот. Јас сум православен, не сум безличен како некои што се робови на Тито, а за Христа Бога не знаат ништо за православие. Глумат дека Америка наводно ни уништувала православие, а не е тој антихристот Тито дека цел народ 99% го одроди од верата Христова. Би сакал некој да слушнам така да повикате некој теолог. Зошто баш се случил овој земјотрес на овој празник на Свети Архангел Гаврил? Дали има некоја врска со Свети Архангел Гаврил, со Господ, со Богородица? На вашиот град Скопје заштитничка му е мајката Божја Богородица, таа е заштитничка. И зошто се случило тоа нешто? Зошто, да речеме, во таа СФР не беше изградена црквата Богородица, дали комунисти ја запалиле, срушиле на крај на Нопили, како што кажува, нели, бугарските фашисти ја запалиле, нели? Некој што не знае, станува збор за црквата, нели, што е покрај кеот на реката Вардар. Секогаш кога идам Скопје, идам во таа црква и во другите да се помолам. Чудно е зашто таа црква не беше тогаш изградена, а имало обиди да се направи било што тука на тоа место, но ете, слава на Бога, Бог не допуштил. Како што нели направиле трговски центар кај што била црквата и Константин Јелена, која не е реновирале после земјотресот, нели била сочувана, не била срушена, но значи земјотресот не ја срушил црквата, но антихристите, титовите марионети ја срушили, направиле злосторнички чин, не баре талибанци, ја срушиле црквата Свети Константин. Тука би сакал исто да прашам, слушнав еднаш дека големи пари кои биле дадени од светот за Скопје, нели, за земјотресот, некој кажа дека биле дадени за градење нов Белград. Дали е тоа вистина? Кај вистина, тоа вистина е голем злосторнички чин за пари дадени за Скопје, за возобнување на Скопје од цел свет, некој ги пренаменил за нов Белград да се гради. Не знам, Тале, од каде ви е оваа информација. Да, и на оваа тема не повикавме теолог, некако по-логично ни беше сеизмолог да повикаме. Подоцна ќе имате можност да го видите овде во студиото. Станува збор за Михаил Гаревски, а сега ќе се запознаете со човек со многу интересно име, а тоа е Солидарко Георгиевски. Ова име го добил затоа што е роден точно
на 1 година од земјотресот на 26 јули и тоа во 5 часот наутро и 17 минути. Ајде да ја слушнеме неговата животна приказна. Години откако Скопје го зафати катастрофалниот земјотрес. Токму на денешен ден во 5 часот и 17 минути скопјани се разбудија под урнатини. На денешен ден се случи најголемиот катастрофален земјотрес кој што некогаш се случил во Република Македонија. 60 години одбележување на катастрофалниот земјотрес и 59-ти роден ден на човекот кој што токму инспириран од земјотресот го носи името Солидарко, човекот кој што е роден токму на 26 јули во 5 часот и 17 минути на следната година, 1964 година. Ова утро во Добро утро секое утро ве запознаваме со Солидарко Ѓоргиевски. Најпрво ќе ви го честитам роденденот, за многу години да сте здрав и жив уште многу години. Да, ви благодарам. Ви благодарам што дојдовте. Многу честитки за овие денови од сите страни. Со оглед на тоа дека ете еден јубилеј, меѓутоа да кажем лош јубилеј, 60 години од земјотресот. Луѓето се потсетуваат на тие моменти, на тие страшни гледки. Пред некој ден имавме можност да го гледаме филмот Мементо. Прв пат јас го погледнав, ужасни слики. Некои кадри кои што вознемирувачки не се баш така пријатни. Оно што сум го слушал и што сум можел да научам за Скопје од многу луѓе, од многу пријатели, од моите родители, моите роднини. Јутоа и од, ќе кажам, нашиот писател и патеописец Данило Коцевски, кој што нова маса направив едно селфи за последен пат, веќе он не е меѓу нас. Доста работи разменувавме како приказни, како историја за Скопје и така. Ете и овие слики на овие зидови покажуваат Скопје кое што повеќе не постои. За жал, нешто е возобновено, ете. Последниве години, меѓутоа, најважно од се темата она што вие сте тој солидарноста е покажано во вистинска смисла на зборот и тој ден не зажабе прогласен за ден на солидарноста кога едноставно цел свет му помогнал на Скопје. Многу школи, многу населби, универзална сала, болници Букурешт, уште многу има за набројување. Скопје за кратко време се вратило во живот од еден, да речем, пепел и вратене во некаков колосек, во некаков живот. Да, местото во кое што се наоѓаме, многу ми знам дека ќе пропознаат и дади им, односно местото кое што вие сте собственик и навистина има фотографии кои што може со право да кажам дека не може да се најдат баш и на никое друго место, фотографии од Старо Скопје, фотографии од Скопје пред земјотресот. Што за вас представува ова богатство и изобилие на фотографии кои што ги има во кафеаната во меаната во која што вие сте собственик? Па да, јас сум тука 5-та година. Овие фотографии се
собирани со децении. Тоа е љубовта кон Скопје. Ние сме стари скопјани од, кој ќе кажам, прадедо и чукун дедо многу се чудат. Тоа е фамилија која што се занимавала и со градење. Нашиот надимак на фамилијата е Керпич. Дури некои не го знаат моето вистинско име Солидарко, сите ме знаат како Керпич. Мојот прадедо правил тули, правил цигли за својата куќа пред се, па после како проаѓале луѓето, гледале што прави и почнале да купуваат и така настанало тој надимак. Иначе, овие фотографии се, како да ви кажам, она што на вистина е старата железничка станица, од тука ја гледам, таа била преполовена практично на два дела. Еден дел е останат со тој часовник во 5:17. Народна банка е возобновена, сега е во малце по друг стил, официрски дом исто така е скоро направен, театарот целосно, значи комплетно исти направен. Тоа ми се допаѓа што мислам дека требало тогаш Скопје да вистински да се врати онака како што било во како што е Ристичева палата, што го преживеала единствено и тој земјотрес. Дали љубовта кон Скопје, љубовта кон старо Скопје е една од причините може поради тоа што денеска сте собственики на најстарата кафејана во главниот град, па и во Република Македонија? Знаете што, моите се од многу мало. Има сега таму еден дел кај што се уште постојат некои куќи и се уште постои таа калдрма по која што често знам да застанам, да поминам по тие улички, да почувствувам таа топлина на тие куќи, на тие стари куќи. Тоа било некој посебно живење, знаејќи дека тука моите предци газеле, така да со тек на времето и тоа многу мало полека изумира, едноставно тука се веќе се градат нови згради и тој дел веќе од Скопје веќе го нема, така да се надевам дека некои од останатите градби што биле како символ на Скопје ќе се вратат во првобитниот изглед. Да речеме, тука ја гледам црквата на Света Богородица, која што Трифун Костовски ја врати во вистинско издание и светло. Се раѓате точно една година после катастрофалниот земјотрес кој што го има погодено главниот град, 26 јули, тоа точно во 5 часот и 17 минути 1964 година. Го носите името Солидарко, вашите родители нели се одлучуваат за тоа име, но како реагираат децата, соучениците, вашите пријатели кога се наоѓате нели во оние млади и мали години од животот? Па, значи, да, тоа е така малце чудно и за сите во 5:17 на 26 јули татко ми после 2 ќерки добива син. Радоста виновника е огромна? Он безумен едноставно кога слуша таа вест, испаѓа на улиците и на улицата Водњанска тоа време, нели, и ги чита паролите после она сивило што се случило, што го имало Скопје, било доста накитено и со знамења, со пароли, меѓутоа денот на солидарноста секаде бил запишан солидарноста за Скопје и тука устари оние добива таа идеја да од солидарност да го добијам тоа име Солидарко, со што сепак
била прашана прво и мајка ми, дали ќе се сложи за тоа, така да согласни било за моето име. Иначе, за оно вториот дел од прашањето, да, и во школските денови во основното училиште беше многу чудно за мојата учителка, за моите другари, за моите пријатели, другари. Значи, многу необично и малци и смешно. Секој читање на моето име, сите се во глас се смееа, им беше необично. Подоцна, секако, беше истото прашање поставувано како е тоа дојдено до тоа име. Па можам да кажам дури до ден денеска го добивам истото прашање и секогаш што не ми е тешко да објаснам зашто, како и што е. Сепак треба на секој да му се каже што значи солидарност, што значи да му се помогне на градот кој бил срамнет со земја, кој навистина тогаш цел свет го кренал, луѓето биле живееле во шатори, замислете да зима доаѓало тогаш, тие населби се изграделе многу брзо, луѓето биле сместени и биле згрижени, така да таа солидарност Скопје навистина го почувствувала. Се обидувале ли ниве во текот на вашите детски денови да ви го скратат името, да добиете некаков надимак или пак нагалено? Како се обидуваат да ве кажуваат, да ве извикуваат? Па да, значи ова никој не го поставил ова прашање, ама сега ќе ви кажам дека прво скратеницата ми беше Соли. И као сите, да, као Соли, Солидарко, Соли, се до еден момент дека татко ми се занимаваше со музика и додека не најдо една визит карта кај мене дома кога се собиравме и пуштавме музика и се дружевме и прочита Керпич како додавка на името на татко ми. И од тој момент почнаа другари да се смеат, нема да видиш ти Соли, ќе видиш ти Керпич и така остана тој прекар од тие 70-тите, рани 70-тите години. Солидарко, денеска е денот кога навистина се потсетуваме за жртвите, илјадници жртви и повредени пред 60 години, ден кога е малку повеќе тажен, а вие треба да чествувате роден ден. Како ги прославувате вашите родендани? Па еве како и вие сега што дојдовте, значи го наоѓате мојот број и ми честитате и давам една изјава. Меѓутоа секогаш кај мене биле вратите отворени, дали сум во кафана или дома во двор или било како. Нормално дека е тој тажен момент за оние што тогаш настрадале, што не го преживееле земјотресот. Ние еве сега пред неколку месеци имаше Турција страшен, страотен земјотрес. И ја бев пресреќен кога видов дека луѓето тука се собираат и се организираат да помогнат на тие луѓе. Вие знаете колку многу храна се собра, колку многу облека се собра од сите градови на Македонија, посебно Скопје. Едноставно не можеа луѓето да ја спакуваат и да однесат таа помош. Секој колку што, онолку колку што може. И мислам дека секој треба да го води тоа да може не еден дел од себе да одвои едно кафе, нека една кутија цигари, било што нека само да се помогне на некој да се соберат некакви средства за, еве ќе спомнам, нека тоа и за некои болни луѓе, болни дечиња, да се спаси некој живот. Така, тоа ќе ми беше и следното прашање. Скопје, паролата е Скопје, град на солидарноста.
Вие го носите најсолидарното, уникатното, единствено име во Република Македонија Солидарко, но колку скопјани сега во денешно време се солидарни? Вие секојдневно и често пати нели сте со многу луѓе обкружени околу вас, така што какви приказни се гледате, односно колку гледате дека скопјани се солидарни? Па сега ќе ви кажам искрено, значи од тие времења до сега Скопје си има доста променето и луѓето си имаат променето и начинот на живење. Ние поминавме од еден систем во друг систем на живење. Тешките времења, поготово с пандемијата кога беше, да се подсетиме, баравме вакцина повеќе, дали ќе се сетите. Па први ги земаа вакцините најбогатите држави. Па останаа оние последни кои што најмаци имат или немаат воопшто пари. Глобално гледате дека не е тоа така како што некогаш било. Така и тука во Скопје и во Македонија тоа се осеќа, се чувствува. Меѓутоа сепак останува дел од луѓе обични, од компании и кои што знаат да помогнат на некого што му е вистински потребна помош. Да се надеваме дека моралните вредности ќе се подобруваат, дека можеби ќе се вратиме сите да бидеме малку повеќе емпатични и дека ќе бидеме што е можно повеќе солидарни кон нашите блиски, кон пријателите, но и кон целото општество. Роден во Ново Скопје или во повторно изградено одново на Скопје? Стари скопјани, споменавте дека се вашата фамилија, но кој е вашето омилено место или омилените места во Скопје? Па, навистина има Скопје прекрасни места. Па ќе кажам дека за жал многу мало веќе го снемува полека, коцка по коцка. Меѓутоа, израснав ја во Скопје, например, на плоштадот кој што се возеше со автомобил, тука полагав возачки испит, Камени мост се возеше со автомобил. Значи, улица Македонија, тогаш Маршал Тито се возеше, беше калдрама исто. Омилена улица исто моја. Првите дискотеки беа тука, кај што ние ги посетувавме. Местото пред Ванила, кај што ни беше зборно место. Сакаш некеш мораш да бидеш таму, немаше мобилни телефони, него место за собирање на сите млади. Потоа се одеше од Стара Чаршија, познати места таму. Скопје исто имаше од 70-тите години првите клубчиња во подруми, во гаражи, кај што собиравме, имаше живи свирки дури. Навистина прекрасни места, мирни моменти. Еве ќе кажам Опатија кермес, кампинг, паркот беше многу посетен, многу дружење, многу журки, многу забави, многу настани се одвива, незаборавни моменти. Мислам дека тоа сега веќе го нема. Ако ви кажем дека бев дел од тие игранки кои што татко ми ја споменуваше Соколана, он свиреше во Соколана и таму се приредувале забави, матинеја и така натаму. Меѓутоа јас исто имав шанса поред неговата опрема да пуштам музика во некои средни училишта, тогаш така беше, Јосип Брос имаше таа привилегија први да почнат со тоа. Меѓутоа ние почнавме со економско школо, со Корчагин, со ГУЦ, со градежен факултет и така натаму, со средно водно, со Езерце, да речеме, исто журки некои. Така да, прекрасни места кои што, замреа некако ги нема, младите се подругачки се дружат. И ми е поможен Фейсбукот и другите
и како се вика социјални мрежи, да, и тоа повеќе не е така. За жал, меѓутоа можеби ќе таа носталгија ќе не врати сите нас да почнеме нешто од ново или од некој нов почеток и така. Јас ви благодарам за одвоеното роденденско време, ви посакувам да си славите уште многу години на роден ден и да си уживате во овој за вас секако прекрасен ден, затоа што сепак нели ви е роден ден. Многу ви благодарам. Благодарам што се сетивте да дојдете на мене и ви посакувам и вас успешна кариера. И како што веќе ви најавив неколку пати, ова утро со нас е нашиот познат сеизмолог Михаил Гаревски. Сосема логично по повод 60 години од Скопскиот земјотрес да поканиме сеизмолог. Добро ви утро, добро ни дојдовте. Добро утро. Ние до сега евоциравме спомени со гледачите, но сега ајде како стручно лице да започнеме, значи без емоции. Вие како би го опишале овој земјотрес? Па, познат е интензитетот и магнитудата на Скопскиот земјотрес, но за жал немаме записи на земјотресот, затоа што обично тие сеизмолошки инструменти локални, тие се направени да регистрираат помали земјотреси и практично записот го немаме, но Скопскиот земјотрес беше со магнитуда 6-7, релативно плиток, и се знае магнитуди веќе кои што се приближуваат до 6 дека сигурно ќе донесат до рушења и до големи штети. Скопскиот земјотрес, Скопје беше оштетено можеби 80% од зградите беа оштетени. И што беше резултат на тоа? Сигурно прво дека силината, иако не се вбројува во силни земјотреси, такви земјотреси како Скопскиот годишно насекаде во светот има околу 120, значи за разлика од оние кои што се измеѓу 7 и 8 кои што ги има само 12, како што беше турскиот. Но не со толкави штети како што било. Да, не со толкави штети, но оштетувањата и рушењата беа навеќе резултат на лошиот квалитет на градбите. Какви градби имаше во Скопје пред земјотресот? Значи, прво, имаме една релативно голема група на така наречени адобе конструкции, односно по наше кажано згради од керпич, кои што се со обични цигли од кал и слично. Потоа некоја модификација на нив, каде што имаме дрвени греди, вертикални и диагонални, повторно адобе, тие е интересно, тие се добри, доста од нив не падна, затоа што симулираат еден вид рамовски систем. Потоа доаѓаат стари предратни, пред Втората светска војна објекти, кои што се од масивни зидови од тула, но со дрвени меѓукатни конструкции, и тие се слаби. Генерално, значи, масивните објекти не се добри како згради. И на крај, за жал, доаѓаат релативно нови објекти, како што беше цела населба Карпуш на селбата, кои што повторно беа згради со приземни и 5 спрата, но немава столбови, носечки зидови, носечки елементи, и токму поради тоа имаше многу големи штети, бидејќи генерално тулите, зградите не се отпорни на земјотрес, и токму поради тоа имавме така најпознат, најголемите рушења и најголемиот број на жртви беа во 13-та зграда. Тоа е цела населба со исти тип на објекти се тоа. Имаше 11-та зграда, имам и фотографии од незе, каде што практично, ако не се задлабочите да видите,
практично приземјето и првиот спрат не постојат, односно тие беа како палачинка смачкани, да карикирам, и практично има и искази, тоа ќе кажам понатака, практично таму сите луѓе, за жал, беа убијани, да кажам, а нормално огромните спратови беа живи. Значи, претежно објектите кои што се срушија и падна, може би со исклучок на една, беа од несеизмички објекти. Сите од ние, само уште, би кажал, уште две реченици што е важно, или можда и има и слично прашање. Значи, сите објекти кои што имаа некои вертикални армирано-бетонски серклажи или да ги речеме рамки, на некој начин останава не толку многу оштетени. Пример се кулите поред Вардар. Пример се 14-катниците во Карпош, кои што сепак се високи објекти, иако една од нив беше повеќе оштетена. И што е карактеристично да се каже, дека ниту една зграда и поновите овие 14-катницата и синдикатот, што го викав мили работни, синдикат, како се вика у центар зградата, тие не беа проектирани на хоризонтални сеизмички сили, туку беа проектирани на сили од ветер и, иако со помали сили, се преживеа. После 64-та година се донесоа прописи за сеизмичко проектирање, за Македонија и на ниво на цела Југославија, и понатака се до сега континуирано се применуваат прописите за сеизмичка градба. Да, за жал морало вакво нешто да се случи за отпосле да се Јас не сакав друго прашање, сакав само да надополнам бројките кои што постојано ги слушаме, се дека биле урнати 15.800 живеалишта, а оштетени 28.000. За човечки жртви, сите веќе знаеме 1070 и не се знае бројката на инвалиди. Што значи, со оглед на овие штети и со оглед на силината на земјотресот, немаме пропорција, непропорционално, значи. Па, знаете, е непропорционално, но сакам да кажам дека ќе имаше и многу повеќе жртви, што е логично да се и така размислува, бидејќи имаше може би 20-30% од жителите. Тоа Скопје имаше негде околу 250-270 илјади жители. Шубаво. Баш шубаво, да. Баш бе шубаво, па многу го памтам тоа се од пред земјотресот. Ние пред зградата немаше возила, игравме таму тој сервис, како го вика, со топка, немаше возила, тачно кај Данија. Кај што беше сега, таму е страшно гужва. Значи, прво немаше, сигурно 40... Сега таму джамлија не може да помине. Не можете ни со джамлија да играте, бидејќи све асфалт, за жал. Значи, и сигурно негде 40 до 50% можда луѓето беа на одмор. Второ, школите имаше, како него школото, пак е тоа во близина, сегашно Песталоци, нели, во близина е сигурно ќе имаше жртви, ќе имаше други жртви, така да тоа е голема среќа. А оштетувањето, велам, е многу интересно, бидејќи после Скопскиот земјотрес, навистина, како што сите знаеме, имаше голема меѓународна помош, бидејќи беше после Агадир, јас го памтам и сега ми останало Агадир, мислам дека беше вајда 62 беше, и после Агадир овој беше еден од најсилните земјотреси, значи, во светот, и дојде огромна група на експерти кои што практично, иако тие многу постари од мене, сите има понатака лично да ги сретнам. И еден од луѓето, професор Амброзис, тој беше мој пријател, иако сум ја бев многу помлад од него, од Империјал коледж, практично помина 3 години во Скопје
И он има убави фотографии, не ги остави нас, така да кажеме, на користење што ги сликал 63 одма после земјотрес, има авионски фотографии. И он вика, кога се летува, вика, ја мислев, што ева, нема ништо, не се гледа ништо дека му станало на Скопје. Ја имам такви фотографии, дори дадов негде на некого. Но кога се слето видов дека се штетите огромни. Смеам ли да ве прашам, да не звучам како полицаец, но каде бевте во моментот на настанот? Роден сте пред? Да, роден сум, тогаш имав 51 година сум роден. Не сакам јас да кажам тоа, добро. Не, затоа што ми вика дека изгледам помлад. Па еве, јас морам да проверам дали сте пред земјотресот или по земјотресот. Да, значи, роден сум 51 година и тогаш имав 12 години и живеев Карши учителска школа и Карши општината Идадија. И практично, навистина беше земјотресот страшен, ни од близко како што последниот Скопјани, каде што беа многу уплашени, кој што беше негде 5-4 магнитуда 2016. Пред се земјотресот беше со ужасна бучава. Предходеше звук? Што е многу интересно, ја имам, може да кажам, че кажам понатака, во моментот иде една анкета што ја прави Институтот за сеизмички отпор. И минатата година ја водевте, така? Ќе се вратам на него, само да кажам дека практично јас, иако бев 12 години, јас не знаев дали е тоа земјотрес. Страшна бучава, нешто зградата беше уште еден спрат, требаше да се надгради, ја помислив дека плоча, сите некои различни импресии, дека плоча пукнала. Значи, никој во испитаниците, околу 400 имам, ќе зборувам на кратко малку за тоа, 70 на 65% не знаеле дали не биле свесни дали е земјотрес. Што е и многу интересно, тоа се случи и со мене и не можам да сватам зашто пред тоа воопшто во Македонија, па дури на ниво на Југославија не се дискутирало дека на територијата постат се случува дека сме трусно подраче, бидејќи се знае дека уназад по 500 години во Скопје имало катастрофални земјотреси. Ние не зборувавме воопште, не водевме сметка за тоа. Инаку, да не заборавам во текот на емисијата, значи минатата година Институтот за сеизмички отпорни градби направи еден тип на, така се вика, дали така ни се вика, дојори мембарите на англиски го штампавме еден труд на Европската конференција по земјотресно инженерство во Букуреш и практично имавме составено негде околу 35 прашања. Имавме навистина многу голем одзив од луѓето. Практично ние добивме одговори од деца кои што биле 3 години, 5 години, еве како мене 12 години, што се многу важни искази. Значи имаше 35 прашања, имаше многу интересантни одговори. Например, што вака ви се врежало? Па еве, значи прво што кажав дека грото од испитаниците не биле свесни дека е земјотрес. Второ, поставив јас бидејќи немаше и записи, значи ние збориме за едниот земјотрес, нели тој главниот удар. Се знаеше, ама сите граѓани, негде 60% имаше едно прашање дали беа 2 удари или беше само еден. 65% вела дека да, беа 2 удари. Дали беше првиот посилен или вториот? Некој вела дека биле сведоци нарушени на вториот, а ние малку збориме. Добро, тоа е aftershock, тоа е сигурно за некој. Предпоставувам дека би требало да биде, ако овој беше 6-7, дека тој бил негде магнитуда 5-9, многу близко. Горе-долу исто. И многу, затоа имаше многу оштетување.
поставивме едно прашање што е грешно размислување кај граѓаните, а кое беше, ја тоа стандардно го поставам, бидејќи новинарите ми го поставуваат, дали сметате дека земјотресот од 63-та е последица на поплавата од 62-та? Тоа сите го мислат, да. И дури кога ни кажувате дека нема врска, ние не веруваме, да ви кажеме. Тоа стално се Да, и сегаш кога има поплава, идеме, аха, до година сега ќе има земјотрес. Така да, Значи сите се убедени во тоа? Негде 65% мислат дека е тоа. Потоа ние на крај оставаме, добро, прашувавме на кој спраат, каква е таа паника, дали сте успеале да избегате за време земјотресот, дали останавте во куќата и слично. И има многу интерес. На крај оставаме самите граѓани своји впечатоци, како го доживеале. Има неверојатно многу, значи, впечатоци. Факт е дека организацијата била голема, факт е дека децата биле евакуирани на ниво на цела Југославија, од една страна, да кажеме, презадоволни за печакот каде што биле и во Словенија, и во Србија, и во Хрватска, а од друга страна малце делувало травматично за децата, бидејќи биле одвоени за родителите, бидејќи ние таму имавме и некои прашања, чисто да видиме каква била психолошката состојба на луѓето, бидејќи и во овој, да речеме, во оваа наша техника што ја применуваме, дали се сеќавате, ние викаме, тргаме така наречена флешбалб меморија се вели во светот, значи некој многу посебен настан никогаш не се избришува од меморијата и тачно е дека луѓето се сеќаваат на секој момент. Беше многу секој точно знае каде бил неверојатно, значи после 60 години. Еве и јас многу убаво памтам сите работи и има еден некој читале пишуваат од овие знаете, сведоци, вика вечерта ја читав таа и таа книга. Едни отпишува, вика, ја читав книгата Пропаста на Атлантида вечерта. А утрето ден се случило слично на Пропаста на Атлантида. Така пише еден од тие што ги испита. И сега би сакал да кажам, сега е во текст. Да ги подсетиме гледачите, дека секој што преживел и доживел, може да се вклучи. Тоа е на вашата страница на институтот, така? Да, тоа ние имаме на некој начин платена реклама и ќе помине преку 100.000 граѓани од Скопје. Само треба да кликнат и ќе излезат за 2-3 минути 36 прашања. Убаво е, или 35 се сега, убаво е затоа што тоа се многу интересантни работи, каде што има опис. Прво ти предонесат и во истражувањето, второ и како за нив издувен вентил, како на психолог да отишле. Апсолутно, тоа се во светот, знаете, постои, тоа е во многу сега актуелно. Тоа се вика така наречена граѓанска сеизмологија, каде што практично има интеракција меѓу научниците и граѓаните. Они помагаат. Имаме една така наречена апликација, тоа граѓаните треба да ја користат, многу е корисна, Lasquake се вика, каде што практично, Ама некој создава нервоза, тоа да ви кажам. Право на секој земјотрес. За крај сакам да ве прашам, колку можеме да бидеме скопјани, спокојни и мирни, што би се случило кога овој земјотрес би се случил денес? Значи, од една страна излага дека не може да се каже што би се случило, но ја обично сум доста смел и врз основа на искуство, врз основа на анализи, врз основа на сите тие работи. Значи, сигурно дека ако сега колку сме веќе 500.000 жители, не знам колку илјади згради има, сигурно дека можеби и од новите објекти ќе се случи да паднат, иако тоа навистина е тешко, но еве да речеме 2-3 згради кај што имало некој катастрофално, не знам, штедење на бетон или конструктивен систем, лош што не можам да го видам, или лошо тло, бидејќи многу пати и амплификацијата влијае, но кој е мојот впечаток? Дека практично, да не кажам на 80% на објектите,
дека не би настанало ништо на конструктивните системи, сигурно би имало штети на преградните зидови и паѓање некои на преградни зидови, али и рушење на згради, многу малку оштетување, да не кажам, да не бидам пресмел, практично на најголемиот број на згради не би им се случило дури ни оштетување, ни големи оштетувања на овие обични секундарни неконструктивни елементи. Зашто? Затоа што од 64-та, граѓаните треба да знаат, од 64-та година па до денеска континуирано се зимаат во презмит-сеизмичките сили. И интересно е да се каже, ова е исклучително интересно, значи во прашалниците кои што ги има, токму поради тоа граѓаните колку веруваат на градбите и сето тоа, значи имаме ние прашање дали во кој период им верувате на градбите кои што се градени, не знам дали пред земјотрес, можда тоа го нема прашање, него дали од 60 до 80, од 80 до 90, од 90 до не знам 2014 и од 2014 до 2023. Што мислите, какви се одговори? По земјотресот. По земјотресот, во кој период? Веднаш. Дали до 80, дали после. Мислам дека поодамна, така или не? 80, негде 60% од граѓаните веруваат дека најквалитетни градби се измеѓу 60 и 80. Не е точно. Не е точно. Многу поквалитетни градби се од 2000-та, иако сите се проектирани со сеизмички, а најмалку им веруваат на градбите измеѓу 2014 и 2020, што е потполно погрешна перцепција, бидејќи сега имаме во Законот за градба, член 4 не може инвеститорот да добие дозвола за градба ако било кој објект во Македонија што се гради не помине низ ригорозна контрола од институт специјализиран за сеизмички и отпорни градби. Ви благодарам многу, искрено се не подутешивте малку. Ви благодарам на вашето гостување, а она што сега следува се најновите вести на Алфа телевизија. А во продолжение ви представуваме книгата, поточно фотомонографија за Скопје. Оваа книга содржи фотографии како од разурнатото Скопје, така и од она модерно Скопје веднаш по кој што беше изградено непосредно по земјотресот. Овој прилог е во соработка со библиотеката Браќа Миладиновци, така што продолжува таа наша соработка и првиот гледач што ќе се јави за време на прилогот ќе добие од Браќа Миладиновци бесплатна годишна членарина. 26 јули 1963 година. 5 часот и 17 минути. Следните 20 секунди престануваат да се бројат. Силен земјотрес го погоди Скопје со јачина од 6,1 степени. Во несреќата животот го загубија 1070 луѓе. 60 години потоа Скопје се сеќава на кобниот час. Животот на еден убав град се променил во катастрофалниот миг. Од убавите урбани раскошни бои, Скопје се претворило во сивило и прав. Градот под урнатини и пепелишта. Во земјотресот биле повредени над 3800 луѓе. Причината била директна материјална штета, нематеријални, културни и историски блага. Магистар Гордана Андреева, библиотекар советник, вработена во градската библиотека Браќа Миладиновци, направи фотомонографија за Скопје од 1963 до 1990 година. Ние имавме многу фотографии од Скопје, од периодот некаде од 40-тите години па се до ден денешен, ајде да кажеме, некаде до првите години, првите децении од 21 век. А посебно имавме фотографии во нашиот фундус од Скопје и земјотресот во Скопје. Како ние тоа сакавме да го презентираме на еден начин на Скопје, да го видат, да се меморира на еден начин, а исто така и да биде приложено за
некои од граѓаните да го разгледат, да го видат, да се потсетат, да направат некоја своја слика за сето тоа што се случувало, и тие што се од Скопје, и тие што не се од Скопје. И додавме на идеја дека можеме да направиме едно фина монографска публикација, односно фотомонографија. И ја овде повеќе се наоѓам во улога на селектор. Ја не сум автор. Автори сме сите ние од дигиталниот оддел, па може да се каже и целата библиотека. Ние сакаме да ви го кажеме историјатот, бидејќи ние наследивме 2005 или 2006 година, не ме фаќајте за збор, доста фотографии од архивата на стариот НИП Нова Македонија. Ние тие фотографии ги селектиравме и додавме до заклучок дека посебно што се однесуваат фотографиите на земјотресот треба да се дигитализираат и да се постават на нашата дигитална платформа. Имаше многу фотографии. Меѓутоа, не се тие фотографии само од НИП-от Нова Македонија, што останало. Ние имавме исто така и соработка, и во оваа прилика и сакам благодарност да упатам до Музеј на град Скопје, кој исто така ни отстапија дел од своите фотографии, дел скоро па и сите фотографии што ги имат за овој период, за Скопје, за земјотресно Скопје и постземјотресно Скопје, како и фотографиите што ги имавме ние во нашите архиви, како и од некои приватни колекции на луѓе што сакаат да ни отстапат слики. Дојдовме до една бројка од преку, па можам да кажам 2000 слики и нешто повеќе, зборуваме за тој период. Значи нешто пред земјотресно Скопје и постземјотресно Скопје. После тоа дојдовме до заклучок дека може да се направи една тврда форма на сето тоа, која ќе одбележува некои најзначајни фотографии, ако може да се каже тоа, од земјотресот од Скопје значајни, најтажни или фотографии како меморија за тоа што се случувало. Еве сега 60 години, тоа е една тажна годишница за сето тоа што се случувало во тој период. Меѓутоа и самите граѓани да сватат тоа, кога ќе се наредат така сликите ретроспективно, се добива едно мнение како на филмска лента, нели што се случувало во целиот тој хаос во 5:17, сето што се случило, па што се случувало после, па како се извлекувале жртвите. Не сакавме многу тажни слики да ставаме. Не сакавме, иако имаме ние веќе некоја временска рамка од 60 години, кај што можеме да објавуваме веќе, па и некои архиви веќе се отвараат и после со тајни информации се отвараат после 60 години, меѓутоа ние внимававме, не сакавме да ставиме премногу тажни фотографии на некои тажни човечки судбини како сето тоа се случувало во тоа време. Бевме прилично внимателни во изборот на тие фотографии. Книгата содржи спомени и од солидарноста на народите ширум светот, која тогаш избила како вулкан. Солидарноста пред се на жителите на тогашната држава, Социјалистичка Федеративна Република Југославија, како и на сите земји од Европа, ако не и од светот. Така пред се. Како сите се здружиле во една солидарност за да може да се овој град пак да никне. Овој град пак да почне да живее, на овие луѓе пак да им се помогне, да им се даде една нишка на надеж дека се случи тоа што се случи, меѓутоа ќе овој град мора да продолжи да живее. Се среќавал со милиони други неубави работи во неговото постоење, па пак обставал. Пак се подигнал како од пепелот Фениксот и продолжил да живее. Фотомонографијата е издадена пред 3 години. Многу скопјани и други сограѓани веќе имале прилика да ја прелистаат. Па тоа е едно фино репрезентативно издание кој што ние го користиме пред се за го подаруваме. Не сакаме да биде тоа во нашата стандардна изложбена селекција на книги, него кој има желба, кој сака да види, пред се го подаруваме и на луѓе што доаѓаат наши гости од странство или кога ние одиме во посета на други библиотеки и го даме, и луѓето се изненадуваат, луѓето застануваат, разгледуваат. И некои луѓе и се сеќаваат на тоа што се случило 63-та година по старите генерации. И сега им доаѓа како видете се што се случувало, видете го оваа збратименост на сите луѓе во една многу тажна и лоша ситуација. И
сакав сето тоа кое ги селектиравме, кое ги правиме поглавијата и вие забележавте дека ајде да кажеме поглавија, ако може така да се каже. Првиот дел од фотографиите се баш земјотрес на Скопје, тоа што се случувало, значи тогаш, како луѓето се извлекувале, како бил организиран здравствениот систем за прифаќање на тоа, шаторите наредени за пружање на прва помош, па и не само на прва помош, тука се и оперирало. Во шаторите се било срушено. После поставување на шатори за згрижување на луѓето кои што немат веќе кров над глава, кај да се сместат. И после сите сегменти на едно живење, современо живење, како делувале новинарите, како делувале пожарникарите, како се известувало во тој момент. И администрацијата како делува, види таа била во шатори, значи се било така. Се поставило за системот да продолжи да функционира, бидејќи мора да функционира. Кога завршивме со тоа, дававме една споредба за старите скопски градби, кои што како биле пред тоа, како се оштетиле во текот на земјотресот. Па потоа, во продолжетокот на самата фотомонографија, на еден дел одстапивме за луѓето кои што сакале да помогнат на овој град, кои што не се од овие простори, посебно на луѓе од забративените градови на Скопје. Пред се тука луѓе од Холандија, луѓе од Полска, луѓе од Германија. Луѓе не политички етаблирани, луѓе од обичниот свет, кои што правеле хуманитарни балови, хуманитарни манифестации, да кажеме, ајде, па и балови имало, меѓу другото, да. И манифестации кои што ги искористеле за собирање на средства за обичниот народ, да му се помогне во овие најтешки моменти, да се снајде, да може да колку толку да се залечи, ако може да се залечи ова болка, барем да се ублажи, а не да се залечи. И после сакавме да ставиме еден зрак на надеж. Како што реков, градот убав, па ќе никне, па како ќе се гради. Па сета таа помош што Скопје ја добила од скандинавските земји, за да почне Скопје пак да се гради, овој народ кај што нема кај да живее, да може пак да има кров над глава. Не само нивни приватни простори за живење, него се грижели за изградба на културни институции. Па универзалната сала е еден пример на сето тоа, пример на солидарност и пример на хуманост, дека градот во сите сегменти мора да продолжи да живее, па и во културната сфера. Заборавив да спомнам дека еден сегмент, тоа можеби би ги интересирало стари скопјани повеќе, е изградбата на мостот Гоце Делчев, кој тогаш се викал мостот на реката Вардар, после крстен мостот Гоце Делчев, и рушењето на еврејското мало. Тоа што го спомнуваат сите стари скопјани, бидејќи морало тој дел да се сружи, има тука фотографии и етапно како е граден. Брзо е изграден, не е како почна да се гради, мислам 70-та, почеток на 70-та, 71 веќе бил изграден. И споменикот што сега се наоѓа пред влада, споменикот на Народно-ослободителната борба, бил уствари на другата страна од Вардар, не било таму. И тоа е на цела процедура за негово преместување со големи кранови, како да се премести од таа на таа страна, од едната на другата страна на Вардар и да се го добие сега местото кој што и денеска постои, да, пред владата тоа. Низ страниците ќе наидете и на значајни куќи од Народно-ослободителната војна во Скопје и Скопско. Тоа биле јатачки места за криење на нашите борци, или места каде што се одржувале скришум различни важни состаноци на сите кои учествувале во ослободувањето на Скопје. Од ризницата насрекни и тажни фотографии за Скопје, педантно сочувани во библиотеката, не се сите обелоденати. Андреева најавува и продолжение на ова дело. Градската библиотека е роднокрајна библиотека. Библиотека која што е формирана од град Скопје и работи за корисниците на град Скопје, да не се разбереме погрешно, и за другите корисници работиме, меѓутоа тоа е се посветено пред се за градот Скопје. И затоа ние се трудиме да собереме секако вид на материјал што е значаен за тоа живење на градот Скопје, за тоа пулсирање на градот Скопје. И затоа сме на ниет да направиме уште една фотомонографија, кој што имаме веќе работен наслов, се надевам оти ќе се одобрат средства, сега дневник на едно живење. Бидејќи тука колку се собрани фотографии до 90-та година, како не се сите тие фотографии, меѓутоа делот селектирани се
кои фотографии се поставени, меѓутоа ние сакаме сега да ставиме акцент на како градот живеел од тоа културна гледна точка, од еснавска гледна точка, ноќен живот, на спортски живот во крајна линија, нели? Како тоа и сето тоа ние веќе имаме, а и се уште сме во потрага на интересни, уникатни, досега невидени фотографии, а тоа се пред се од приватни архиви мораме да го добиеме. И се надевам дека ќе направиме на исклучителна фотомонографија која што ќе биде интересна за многу луѓе од Скопје и од поширокиот дел на Македонија. Што е за вас Скопје? Скопје е град, јас не сум скопјанка, не сум родена скопјанка, сега сум веќе скопјанка. Меѓутоа, Скопје е град што го сакам, Скопје е град во кој што живеам, Скопје е град во кој што сакам да продолжам да живеам, да го чувствувам и го чувствувам како свој и повеќе од свој и сакам да ми биде убав. Колку што можам јас да придонесам за тоа, се трудам и се надевам да ти придонесувам. Секој да придонесувам во своите сегменти. Нешто малку за Скопје, многу ќе не биде прекрасен градот. Градот убав пак ќе никне, среде песни вдружен фат. Пак ко сонце цел ќе бликне, како топол нежен кат. Скопје, младост ти ќе бидеш. Скопје ти ќе бидеш цвет. И ќе бидеш израз свиден на се братско во овој свет. Да, рековме цела емисија ја посветуваме на овој трагичен настан, овој катастрофален земјотрес што се случи точно пред 60 години. Така што и до крајот на емисијата одиме со вашите јавувања, вашите сеќавања, вашите спомени на овој ден, како и од деновите што предходија и деновите после тоа. Добро утро за следниот гледач. Повелите о програма сте. Добро утро, лепотице моја, од срце да те поздравим. Цело време вртим на рекламата. Гледачката од Прилеп што кажа, се убаво кажа, секоја ти чест, не знам телевизијата што ќе прави Искре без тебе. Кад те немаше тука едно известно време, знаеш ли колку ни недостасуваше. Јас се знам од дете млада кад за бингото, да не кажем лош збор, нели ти ми се увреди, нешто така кажа, знам те колку беше убавта, сак си још поубава, Искре. Биди жива и здрава и ти, и твој дечиња, и твоја момче, откачи се од сите лоши работи, живеј, смеј се и нас не насмевуваш. Дај Боже овој за Скопје да не се, што вика, пепел стана, а сега овие што го водат Македонија, сакат па да не направат пепел, али нема да не направат. Со стојпак очување како да ни бркнаа у очи. Како не ги биде гре, како не ги биде жал, каде ќе ни идат душите. Народ пати, најпут слушам на вашата телевизија, Искре, некој две патлиџанки купил, дал 100 денара, веруваш ли, јас се расплака. Ја да сум ја, така ти ги дадем на човек што нема. Што се 100 денара бе? Колку знам по мене кад сам тржила 100 денара, немаше на детето леп да купим, и тој мој не сакаа да ми дадат, Искре, све сам у животот поминала. Ама да ти кажам, има нешто, сега прочитал календарчето, Гаврило, некој празник, и на мужот на мојот, што го нема толку години, викаше се татко му Гаврило. И јас сакаше да турим име, виш како те нешто свет тера, и затоа многу веруем у Бога, и он се роди баш на тој ден, и Свети Владимир има, и Гаврило, и еве роден ден му иде, ќе ми дојде детето, нека живо и здраво, и си викам, све се уклапа, Искре, све се уклапа. Знаеш, како си старееш и видиш дека све, што ти е судено, не можеш да го преправиш. Затоа и овие, каде ќе ни идат душите, ја не могу да сватим. Џабени пари, џабени куќи, џабе жените тамо што се купувалени, нели, фустани, па дека тај Ковачевски ќе прошета, ќе води керка или жена му, одек ќе наја пари да шета, па они за тој трчат, за тој да се, еви ги гледам и наши што беа председатели, градоначалници, директори, трчат да се изнашетат, да се изнајадат, почтиле тој стомаците, а што викат никој дебел човек не е дочекал старост, шкембари, па јадат, Искре, па тој месото, знаеш, не ми се свидело да го оставам, тој нема никад да забравим, па наледат едно парче месо, па залепил на окото, викал, овој око незаситено, така и овие ненаситници. Па тука прават збрк и овој ни се запалило, како не ги е срам, Искре, биди ми жива и здрава, златна и убава викенд, не можем да добием, а све те гледам. А нема нешто да испуштим да... Славица, бидејќи имаме уште некоја секунда, не е културно да се праша друга жена за години, но да ве прашам дали сте родени пред земјотресот? Искрено ти кажем, ја сам, земјотресот беше у школа, ни дојдеа
јас на 13 години беше тука, имаше роднини, дојдеа заедно учеше му и многу ми беше криво за нив, што да, све знам, Искре, све знам, роднини имаше по Скопје. Ви дојдоа од Скопје во вашето училиште? Да, у школа и се запознамо, таа една Цвета која жива, има сек факултет, нека жива и здрава, татко беше фин човек, тука нешто роднина, па тука ги у школа упишаа у Паланка, додек да ни дадат бараки. Знам, Златна, све се сеќам. Дај Боже, тој никада се не понови. Дај Боже. Господ да не чува нас и дечиња и сите да си поживееме малку што ни останало од животот. А вие срам да ги изеде владата. Поздрав, Искри се нам. Ако знаат што е тоа срам. Ви благодарам, Славица, многу на јавувањето и добро утро за следниот гледач. Повелете, во програма сте. Добро утро. Добро утро. Искра, кога ве гледам на телевизија, душом, тако ми делувате една светла точка, блескава светулка, искра на крајот на тунелот. Не знам зашто. И секоја кога ве гледам, ми се разубавува денот. Мило ми е. Да ви кажувам. Јас сум од Штип, душо ти се јавувам и се обраќам со Штип. Ако? Затоа што се гледам млада, а јас сум 74 години и по годините јас сум те родена. Јас не ви персирам заради годините, туку од почит кон вас, кон гледачите. Благодарам. Сакам да ви кажам, душо, дека јас бев 14 години кога се случи земјотресот. Јас сум 1949 година родена на 5 септември. Значи беше многу топло денот, беше многу топло, како денеска. Јас пијам сопата на пред тоа, значи, колку душа, точно 6 години. Нешто, како што беше завртена на едната страна, дали на левата и на десната, не знам, на каучо, ме сврте на другата страна и ме кутна од каучо долу. А бевте во Штип? Молим? А бевте во Штип тогаш? Во Штип, дома. Толку силно се почувствува таму? Да, таму, мене ме кутна од каучо долу. Да. И потоа станав и пуштив радио Скопје, веднага овие, нели тогаш имаше, како се вика тие станици, нели? Набрзо се пошири веста дека Скопје е срамнето со земјата душа. И секако ќе се подсетам, сега еве ви зборам и ми се наежува кожата. Врти беше страшно. А потоа, кога започнавме учебната година, новата учебна година, ја бев 8 оделение почнав, не донесоа во Скопје, не прошетоа тука низ населбите, нели луѓето беа сместени во шатори, па мали дечиња, стари жени, да видиме, значи, да видиме последицата од катастрофалниот земјотрес. И така душо, сакам да кажам дека малку ние сите луѓето треба да се завртеме кон природата, да ја почитуваме, да не ја уништуваме, оти гледаме секој ден што се случува. Тоа е мојот апел до сите нас, душо. Има и убав ден и навистина многу сум среќна кога сте вие на телевизија. Многу ви благодарам, јас сум многу среќна кога ќе се јавите да ни се јавувате почесто, да, апсолутно, не само да се свртиме кон природата, уште подобро ако можеме да ја оставиме малку на рад природата, да ја оставиме простор. Гледаме постојано што се случува и еве овде и околу нас. Добро утро за следниот гледач, повелите во програма сте. Добро утро, Искра. Добро утро. Ова е ствар земјата. Се и катастрофа, така катастрофи во така да се става тебе. Многу сецка нешто. Ајде малку поднаместете го телефонот. Многу сецка, секој втор збор само ви го разбираме. Добро. Бе слушате ли подобро? Подобро? Да, викам, ова е катастрофа, не видам, тоа е жалостно нешто, али одавна се деси, па тоа со колку закина таму, тоа е чудо, тоа е природна појава, не може тоа, него јас се јавувам за друго, пошто сега пред вас гледав канал 5, случајно, пошто спанко сум станал во спиење, има таму некоја емисија, вртев никако не добијам. Една нервоза што ме пати вчера кога гледав, а водителката на таа емисија, не знам како се вика, тоа еден беше представник од СДС, еден ВМРО и таа Арта од Груби. Абе тоа беше чудо, нешто невидено, самиот се љутев
и си зборува сами. Почна сите четворица наеднаш да зборуваат. Дали тоа телевизиските канали некои, не вие, го прават намерно тоа да ги третираат луѓето или што е работата, не знам. Значи зборуваат, кажуваат едно друго. Как шо бе бителка ако го не можеш да чека бе луѓе? Народот е тука да ве слушни. Поставувате, јас поставувам прашање, вие да одговорите на некој, тука да зборувате. Него изгледа дека тој телевизиски канал навива на некоја страна, па нарочно тоа поправи, така јас написани од тез, не се разбирам, тука сум многу мамте ми многу одавна, повеќе од години живеам во Сладко, значи ме чуди тоа понашање не е природно и не е убаво нешто од телевизиска тоа да го прави. И повеќе се викам никогаш да не уклучам тој канал да не го уклучам, и тоа што толку се нервира ради нешто понашање. Таа арта толку безобразна. Човекот беше од овој, ни се чини од ВМРО беше, сака нешто да каже, ги слушаше кога тие зборуваат. Абе моментот кога ќе отвориш устата, тие него го прекидува, не му дава да зборува, сите тројца заедно зборуваат, тоа е катастрофа. Значи сега ми солиста малце, може би некој или таја што ја водеше кутијата, слуша за сето ова и да се свестат малце. Ти посакувам убав ден и пријатно. Ви благодарам, иако знаете дека тоа не е тема, ама сега да не испадне дека јас ве прекинувам, штом ви олесна тоа веќе добро. Сме завршиле некоја мисија денес. Добро утро за следниот гледач. Поверете во програма сте. Добро утро, прв пат ве фаќам. По 300 повици само црвени звучници. Не знам на кого му должам, дали на медиумот или на некој на вид. Забранет влез. Не е дозволено. Сите звучници, црвени. Се чудам зашто му пречам. Јас полошо не зборам од тале, поарна се. Дака сега, стотскиот земјотрес, јас бев во дворот, тоа е село Добрушево, измеѓу Битола и Прилеп. 25 годишна, мојот сопруг беше дома, а јас надвор во приземје. Живеев на две соби. Излегува со секерката, беше година секерката. И вели, шо ми направи креветите, рече, отворен се отворнаја. Значи, тој беше јак, што има 200 километра, а камо ли во Скопје. Јас ги поздравувам овие сите што се занимаваат со градежништво, оние високи капници на сближување, на диво градење, еден ден ќе се чудат. Оти со природата никој не може да се одмерува. Дозволи ми една реченица за Ченто, вчера некој слуша, ваша емисија е, да објаснам. Зошто не направил држава? Поздрав на неговото семејство, на трите граѓани на Република Македонија. Јас работев со човек, се викаше Стојан, учител, кој што втората бригада, како што кажа еден од слушателите, од Прилеп, дека стигна до предградието на Солун. Веднаш ги ведоја, главни боси и голи партизаните, ги напикаја во вагони, значи Стојан од Бабино. Таму беше мујтата бригада со Ченто. Ова неводнат може и неговите родители. Ги напикаја во вагоните, кај што спиеле свиње, добици, не знам што оние теретни вагони, и ги однесеа на Сремски фронт. Од цела бригада само 20 останаја живи. Значи, ова ми е кажувано од колегата мој, кој што работеше со мене. Слободно можете да проверите. А камо ли Ченто? И второто што ќе кажам, дека во Битола знам најмалку 15-20 семејства кои што го подржуваја Ченто и за самостојна држава лежија на во Голи оток по 15-20 години. На Лилјана Кузмановска Свекоро, Кире гинеколог Натески од Битола, Ристо Да, добро, ви благодарам на јаваните, ве малку кусо кажете, но сепак овие теми оставете ги за во петок кога имаме слободна тема. Немате никаде забранет пристап, но сепак да испочитуваме. Јасна е темата за денес, ако ништо друго, барем во чест, во спомен на жртвите, не беа малку, 1070, иако по некои верувања, тврдења, биле и многу повеќе. Добро утро за следниот гледач, поверите, програма сте. Ало, добро утро. Добро утро. Како се? Љупчо, вие сте? Не слушам добро. Јас сум. Да, ќе ве замолам телевизорот потој Да, ја искочам од просторијата сега. Добро, одлично.
Како се викам ја, добар ја, еве слушам, още па се нервирам и ја нешто, кога ќе слушам некои невистини. Иска, јас сум роден точно 1 година и 3 дена после земјотресот, да ти кажам право. Аха. Меѓутоа сум живеел во делот од Скопје, каде што нема многу настрадана, тоа се оние 11 октомври бабчи, и што сега се тепаат аеродром да стават згради да направат. И така да, таму во тој дел нема многу настрадани, да ти кажам право, бидејќи претежно било бабчиста и стари куќи. И немало многу за изградување, малку предпоставувам некоја санација само. Тоа покажување на моите родители, највише во Скопје тогаш настрадале оние старите згради, ако земете дека новите градови биле помалку, ја земете ги зградине што се кај Симпо Врање, високите со плавите тараси што беа. Тие тогаш го преживеале земјата или кулите покрај Вардар. Да. Така да сепак Скопје го платило цената на стара зградба и така да неквалитетна. Да, меѓутоа тоа е тоа. Ние земјата си имаме и понатака, така да меѓутоа битно е да се гради за да се избегнат. Меѓутоа ме изнервира да ти кажам прво ни јавување на едни гледачи кои, знаете, кога веќе сакате да кажете нешто, бе кажете го реално. Да кажете дека црквата Света заштитничка на градот Скопје ја срушиле комунистите, а притоа сите историчари тврдат дека иконостасот е во Бугарија. Бугарите ја запалиле, мислам дека е, знаете, стварно, не знам, депутат да зборите со таков човек. И мислам дека требаше да го поменете, да му кажете, ако не знае точно дека не кажува. Со сите историчари тврдат дека иконостасот од црквата Света Богородица е во Софија, бугарите го украле за време Втора светска војна, тој тврди комунистите ја запалиле, ја срушиле црквата. Може би другата црква Света Елена и тај Елен Костадин ја срушиле, да. Меѓутоа зошто срушиле, пак си има документи, најверојатно било оштетено на земјотресот. Што знаеме таму. Меѓутоа дека сакале дека комунистите толку ја мразеле црквата, мислам дека знаете, а да возобноват Македонската православна црква, па мислам дека е тотално се граничи со лудост. Еви, јас како човек кој по 64-та година го памти тој простор таму. Таму ако сакала државата да го одземе од црквата тој простор да направи нешто, ќе направила згради и немаше да му дозволи на Трифон Костовски да прави црква. А тој просторот, јас од како памтам од 66-та година, додека не ја направи Трифон Костовски црквата, една шајка или една нешто не беше удрен. Таму беше старата приградска автобуска станица, која се направи новата автобуска станица кај железничка станица се дислоцира и тоа се направи парк, тогаш се отвори тоа новото црквиче. Се јави тој одбор за изградба на новата црква, се јави Трифон Костовски како донатор и црквата ја направи. Значи, дајте луѓе да рачистиме еднаш работа, дека и во тој систем не било се така лошо, па само на крај крајва, па сите македонски владици се возеа во државни возила. Ако сакала државата и била против црквата толку многу, немаше да им дава службени возила. Знаете дека еден владика загинал на кај градско на службено возило загинал државата, он има регистрација 02. Така да мислам, знаете, немојте да шириме само лаги дека нешто не би, дека било се, да имаме малце достоинство и мало може би лошо. На сега тоа дека толку државата ја мразела црквата, а државата ја возобновила Македонската православна црква, мислам дека не знам, треба да објасни како може тоа. Да, ви благодарам, Љупчо. Да, и јас нели реков дека треба малку да се проверуваат повеќе информациите, но не можам да изигрувам судија. Точно дека е некоректно кон останатите гледачи да се даваат дезинформации. Ви благодарам на сите кои што ова утро бевте со нас. Ете се подсетивме малку, се вративме на овој ден пред точно 60 години и цел ден нека ни помене во спомени на овој ден. Има низа манифестации, особено во Скопје, за одбележување на овој ден. Ги споменавме неколку пати, така што доколку можете, појдете. Ви благодарам уште еднаш, останете со Алфа телевизија, бидејќи следуваат најновите вести.